Почитувани, денес судот им изрече пресуди на лицата кои учествуваа во физичко насилство во текот на вечерта на 27 април. ВМРО ДПМН очекува правосудните органи да изречат соодветни пресуди и за лицата кои беа одговорни за политичкото насилство и флагрантно кршење на Уставот, Деловникот и Законот во Собраниската сала. Нападот на Собранието се случи однатре со кршење на најмалку 3 члена на Уставот на Република Македонија, најмалку 27 члена од Деловникот за работа на Собранието и кршење на Законот за Собрание. Се што се случи потоа е последица на овој обид за државен удар од страна на Тиранската коалиција на чело со СДС. Политичкото насилство во Собранието, пеењето химни на туги држави и насилничкиот избор на нелегален председател на Собранието беа причините да се создадат револт и гнев кај граѓаните кои 60 дена претходно мирно протестираа против лицитирањето со државните и националните интереси. Очекуваме надлежните органи да реагираат по незаконското, антиделовничкото и антидржавното однесување на Ферит Мухич, Горан Мисовски и други пратеници кои спротивно на Уставот, законите и Деловникот избраа во нелегална постапка нелегитимен председател на Собранието. СДС и Петре Шилегов преку манипулации се обидуваат да го покријат своето антидржавно однесување изминатиот период. Шилегов сака целата вина за случувањата и обидот за убиство на правната држава да ја испере од себе и од соучесниците во државниот удар и да ја префрли врз собствениот народ. Тоа е срамно и недозволиво. И Шилегов, и аболицираниот криминалец Зоран Заев, и нивните колеги кои делуваа како по пишано сценарио за да го испровоцираат народот, мора да ја понесат одговорноста и да одговараат за своите антидржавни постапки.